Европска недела на спортот во Македонија. Утрово мој суговорник на оваа тема Александра Дичевска, координатор за европски спортски програми. Добро утро, како сте утрово? Добро утро. Добри, од синоќа добри. По седми пат Европска спортска недела во нашата земја. Како се одбележува и всушност како помина вчерашниот ден? Вчерашниот ден помина многу убаво. По седми пат ние Европската недела на спортот ја имплементираме во Македонија, во различни градови. Синоќа се одбележа во Кочарацин. Имавме многу активности, односно започнавме со велосипедска трка, после имавме атлетска 5 км рекреативна трка, каде што имаше околу 150 учесници, а велосипедската имаше околу 80, но и внатре во училишниот спортски дел имаше над 300 луѓе што дојдоа да бидат рекреативно активни. Продолжуваме оваа недела во петок на Средноводно, каде што е фактички Be Active Sport Village, кој викаат, а таму ќе имаме 3x3 баскет, исто така и 3x3 фудбал, што за прв пат кој имплементираме како спортски настан. Имаме исто и мерени и различни спортски делови, каде што реално ќе имаат можност сите граѓани да учествуваат. А потоа ќе имаме во Охрид завршен настан, што се вика Be Active Night. Тој настан ќе биде на целосен кеј со 7-8 различни као коцки ги викаме. Сите граѓани може да дојдат да пробат различни спортови, од пинг-понг, кошарка, ракомет, тенис, фудбал, танц, се што можеме да имплементираме, да исакнеме, го истакнуваме. Така да тие се трите наголеми национални денови ги викаме, али при кампања и посткампања исто така имаме во текот на цела година. Така цело време сме активни. Зборувавме пред да се вклучиме дека навистина се промени некако животот на младите. Се повеќе го сакаат спортот и здравиот начин на живот. Што кажат тие после вчерашниот настан? Беа ли задоволни? Многу беа задоволни. Имавме и преголема заинтересираност за вклучување на трката. Трката беше со регистрација, односно до петокот беше отворена, а потоа имавме многу деца што дојдоа, млади деца што многу не израдува, што нема регистрација, но сите им ставивме маички, на сите ги обележавме и сите им изложивме да трчаат синоќа. И завршија. 5 километри не беше лесно, рекреативна трка што беше околу самото школа, горници, долници, не беше рамно, така да многу сум среќна и благодарна на сите што дојдоа вчера, што се вклучија во самата активност и едва чекаат следниот настан. Тоа е голема разлика од 2019 кога започнавме. Малце беше потешко да се истакне проектот, но сега младите гледам и се активни, водат здрав живот, сакаат поголеми различни навики и секојдневието го променуваат. Тоа многу ни се допаѓа нас. Од тука која е целта на овој европски настан? Баш тоа. Be Active програмата е да се промени начинот на живење. Значи да пешачиме повеќе, да возиме велосипеди до работа, до школа, да ги смениме навиките, односно да не бидат серетери што викаат стоечки, седечки, да бидеме поактивни. Не мора да бидеме професионални во спортот, да бидеме рекреативци и секојдневието, здравиот живот, здравите навики да ги промениме. А тоа, како што напоменав, се гледа во голема бројка од 2019 до сега. Колку и дали младите од кај нас се вклучени во европските спортски програми и имаме ли ние потенцијал? Потенцијал имаме секако, како што викам ја, се е можно ако сакаме. Значи, федерации, спортски клубови, невладини, граѓани, од општини, од градови, од различни места се вклучуваат и во програмиве, а и во други програми. Едно гледам што фали, односно едукација, обука за самото вклучување во европските проекти, како да се регистрираш, како да започнеш една програма за проект да аплицираш, а ние од Министерство за спорт сме тука за да можеме да возложиме на кој било сака да научи како бесплатно обука да се рече, ќе ви помогнеме да се регистрирате, да имаме поголем број на апликанти во Европска унија, а и дома во децентрализација, односно имаме Еразмус програмата, а и надвор Еразмус спорт. Така да ја би сакала да ги поканам сите што сакаат, федерации, спортски клубови, невладини, граѓани и граѓански организации да дојдат, да ако треба да им помогнеме за да поголема број има за апликација. Така да имаме, ама можеме и повеќе. Да, имаме со што да се пофалиме секогаш. Благодарам, многу убаво рековте и вие, имаме убав потенцијал. Имаме млади кои што го сакаат спортот, а спортот се разбира е здрав живот. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.